државата. Сакав да ве запрашам во однос на тоа дали е потребно, деновиве имаше став официјален или на Грција, нашиот сосед, дека нема потреба да се ревидира историјата, таа е еднаш запишана, запечатена и така натаму. Еве кој е вашиот став? Се занимавате со оваква работа? Добро е што таа Бакојани или министер за надворешни работи, кога она би си го анализирала прво своето презиме, ќе види дека тоа е македонско, тоа не е грчко, затоа што бака на грчки ништо не значи, тоа на наше значи баба Јана или баба Јани, значи ако треба да биде на грчки, треба да биде Јаја Јани. Значи тоа покажува дека она има македонско потекло. Со самото тоа што инсистира да не се чепка во тој дел дека наводно тоа се е дефинирано, нешто не е во ред. Зошто тоа го кажам? Зашто уште Данковски, тој е еден директор на империјалната библиотека во Питсбург, мислам дека е, 1828 година има напишено: колку подлабоко навлегуваме во вековите, толку станува попроблематичен тој така наречен старогрчки и латински јазик, затоа што станува проблематична нивната етимологија. Освен тоа, ако веќе земеме ние, ето да речеме еден Платон, кој сите го почитуваме и така натаму, меѓутоа во Кратил, кога он зборува, цел тој диалог му е посветен наводно на објаснување на имињата, на наоѓање етимологија и така натаму, конкретно еден пример, таму Сократ вика нашите стари, сега се поставува прашањето кои се тие стари, викале двогон. Двогон, трогон, четворогон, петогон, тоа не е на грчки. Значи тоа е на древно македонски. Дали ние ќе впрегнеме еден вол, два вола, три вола, четири вола, пет вола или еден конј, два коња, три коња и така натаму, значи ние имаме погон, имаме движење. Сега ние викаме зигон. И сега грците да кажеме за јарен вика зигос, зиго. Меѓутоа и тоа не е на грчки. Зошто? З е предлогот, иго е исто јарем. Ние и ден денес имаме синоними, нели, за многу работи. Значи и едниот термин и другиот термин не е на грчки јазик. Јас разбирам господја Бакојани зошто толку се нервира. Јас, уште 1992 година го отпечати во Нова Македонија овој фелтон нови сознанија за Александар III Македонски, кај што десидно овде, кај само ќе ги спомнам насловите: војната против светската сила Персија, македонската победа кај Ис, освојувањето на Феникија и на Египет, Александрија, македонска хламида, тоа не го викам јас, тоа го викат изворите. Значи, 2 години го припремав јас овој филтон и помина околу 850 библиографски единици, за да на крај сватам дека се тоа е интерпретација, треба да се свртиме само на изворите, значи на Аријан, на Плутарх, на Диодор, на Калистен, на Псевдокалистен и така натаму, или на другите. Овдека битката кај Гавгамела, македонско довикување. Зошто македонско довикување? Зашто кога дошол командантот, да кажеме, на телесната гарда на Александар, се спремаше некој бун, доаѓа и нешто му шепнал.